Секоја убава приказна завршува со "си живеја така среќно". Но за да дојдеме до среќен завршеток, треба да тргнеме од самиот старт, кој што обично звучи "си беше еднаш". Нашето најсвежо еднаш е ланскиот септември. Да дојдеше тогаш некој да ни понуди титула домашен шампион, финалист на купот и враќање во АБА елитата, па сигурно ќе потпишевме со две раце, а богами и со две нозе. МЗ е еден од синонимите за македонската кошарка и како таков и аспирациите секогаш ни се највисоки. Но треба понекогаш да се биде реален и да кажеме дека освен факторите на паркетот, постојат и низа други фактори надвор од него, кои на овој или оној начин влијаат на целокупниот успех. Кога ќе направиме крајната математика, сезоната не смееме да кажеме дека не е успешна, иако останува малку барем жал за изгубениот куп од ТФТ. ЕСАП-от дома и ЕСАП-от на пазар скоро никогаш не е ист. Па така и оваа ретроспектива ја започнуваме од самиот нејзин крај. Резултатите, бидејќи сакале ние или не, сепак тие се најголемото мерило за една сезона, а и за целата макотрпна работа на целиот наш колектив. Сепак кога на крајот ќе ја подвлечеме цртата и на вагата ќе ставиме титула домашен шампион, финалист на купот, враќање во АБА-1 лигата и можеби и најважното, враќањето на МЗ како аеродромски култ, не смееме и не можеме да не бидеме среќни и задоволни. Но не започна се така бајно и сјајно. Како и секој почеток, така и стартот на оваа сезона беше тежок и полн со предизвици, претежно на играчки план. По крајот на минатата сезона и освојувањето на двојната круна, продолжена беше соработката со тренерот Дарко Радуловиќ, кој сакаше да го задржи ростерот од домашни играчи. Продолжени беа договорите со Кристијан Николов, Адем Мекич и Бојан Крстевски, а потпише и Дамјан Робев како докажен играч во домашното првенство. Екипата за жал ја напушти Андреј Магдевски, но време за чекање со странските засилувања немаше. Тоа беа проверени имиња како Роберт Рикич и Немања Милошевиќ, но и американците Дастин Вери и Хуан Дейвис, кои влеваа доверба дека се тука да направат разлика и да соберат некој трофеј. Солидно се работеше и на подмладувањето. На староседелецот Димитар Иванов му се приклучи капитенот на МЗТ Унибанка Дарио Митевски, како и едва и полнолетниот Марко Спасовски и Бојан Величковски, кој ќе почека уште до матура. Се скрои респектабилен состав чија цел е атак на највисок пласман, но истовремено да биде и меѓународен репрезент на македонската кошарка. Капитенот Дамјан Стојановски повторно беше наискусен во тимот и ќе се покаже до крајот на сезоната незаменлив дел од секој успех на клубот во последната деценија. Нечии детства не паметат друг капитен освен Дамјан, ниту пак паметат пехар без Дамјан. Како што заврши предходната, така почна и новата сезона, веднаш со освојување трофеј. Го освоивме Суперкупот, каде што го победивме најлутиот ривал Работнички. Освен што освоивме трофеј, само ја продолживме и традицијата на добиени финалиња против градскиот ривал. Се виде дека потенцијалот на екипата е голем, но дека по подготовките нозете уште на некој начин се тешки и дека ќе ни требаат едно месец-два да влеземе во посакуваниот ритам. На тој начин ние започнавме сезоната. Стартен пораз во првото коло од Пелистер, кој сепак не потресе многу и не поколева, како во аспирациите, така и во брусењето на формата. Сепак, приоритет беше добриот пласман во АБА-2 лигата и безмалку целиот фокус на екипата беше насочен кон така наречените АБА балони. По првите 7 дуели имавме одличен скор од 6-7, со што уште еднаш потврдивме дека сме дојдени за да обезбедиме пласман во АБА-1 лигата, овој пат уште поцврсто и уште порешително. Во Дастин Вер добивме фигура за која противничките одбрани тешко наоѓаа решение и останатите странци почнаа да се вклопуваат во својата улога. А она што особено не радува, што и домашните играчи, пред се Робев и Мекич, почнаа да играат со се позголемена самодоверба на двете страни од теренот. Без да нагласуваме секого поединечно, но МЗТ во тој период играше одлична кошарка, па така и апетитите на плаво-белата армија и тоа како пораснаа. Но не беше се така идилично. Декември беше месец каде на паркетот малку подзакочивме, а надвор од него се смени локалната власт. Со самото тоа се променија и челниците на клубот. За жал, тоа не го заобиколи нашиот играчки кадар.
Последуваше крај на соработката со Дастин Вер, кој си замина токму пред куп завршницата во февруари. Згуснатиот распоред во тој период, ситните повреди и малата нестабилност околу новиот менаџмент се надминаа со потписот на капитенот на македонската репрезентација Војдан Стојановски, кој се врати после едногодишна пауза од тешка повреда. Знаевме дека ќе му треба малку време да влезе во надпреварувачки ритам и неговиот камбек беше само прашање на време, но спремни бевме тоа да го истрпиме. Кого, ако не Војдан? Февруарскиот таба балон повторно го завршивме одлично, но се осети заморот, кој за жал не стигна во завршницата од купот. Замената за Дастин Вер во името на Морис Кари некако не ги оправда очекувањата и во прилично згуснатиот распоред на 3 надпревари поред не успеавме да го освоиме трофејот. Се почувствува и притисокот од поголемиот број на навивачи во салата Кале, но рака на срце немавме ни свој ден и ТФТ го освои својот прв трофеј во историјата. Сепак, немаше замерки за момците кои се виде дека буквално изгинаа на паркетот и кои знаеа дека нивното време набрзо доаѓа. Одговорноста, како и во повеќето слични ситуации во спортот, ја презаде тренерот Дарко Радуловиќ, кој замина пред завршницата од сезоната. Ние сме му благодарни и знаеме дека и тој има удел во целокупниот успех кој го остваривме оваа сезона. Во секое лошо сепак има и некое добро, па управата експресно реагираше и за прв тренер го постави Александар Петровиќ. Име кој им е добро познато на сите аеродромци и кој влева стравопочит кај сите кои добро се сеќаваат на најтешките денови на клубот и 2009 година. Човек кога емоцијата толку го врзува за аеродромската плаво-бела, што по неговиот потпис се скрои шега, а во секоја шега има и пола вистина, дека ова е прва плата која ќе ја земе од МЗТ. Ацо се врати во стабилен и силен МЗТ, со буџет за големи дострели и да ги врати работите на свое место. Аеродромци беа задоволни за тоа што клубот ќе добие старо нова енергија, индивидуалец од кој може секогаш да се очекува максимум, но и тренер кој од играчите секогаш ќе бара да се исцеди последниот атом од силите. Во меѓувреме, после балонот во Бања Лука, донесена беше одлуката финалниот дел од надпреварувањето да се игра во Јане Сандански, со што уште еднаш ја потенциравме нашата желба и решеност да се вратиме во јатото на најдобрите во екс-ју кошарката. Горчливиот пораз од купот веќе се заборави. Војдан играше се подобро, а стабилност ни донесоа и останатите наши играчи кои веќе имаа континуитет на добри резултати, како дома, така и во АБА-2 лигата. Незгорниот турнирски систем проектираше да играме четвртфинале со Сутјеска, каде што добро се намачивме за да стигнеме до полуфиналето. Кога се игра еден добиен надпревар, никогаш не можеш да си сигурен за крајниот исход до самиот крај, а тој притисок беше очигледен и на теренот, каде што иако далеку поквалитетни, победивме со само 5 разлика. Клучен сепак беше вториот меч, каде што веќе беше познато дека ако победиме, автоматски се враќаме во АБА-1. Предходно Златибор веќе влезе во финалето, но тоа ништо не му значеше, бидејќи беше исполнета квотата на српски тимови во лигата, така што буквално добивме финале пред финалето. Противникот Широки брег, незгоден и тврд, физички доста доминантен, со голем број на искусни играчи и поединци, но не и непобедлив. Само еден месец предходно ги имавме начнато среде Мостар и требаше единствено да се држиме до искуството и планот. Со помош на публиката и притисокот од трибините се исполни сонот и со тесни 75-71 успеавме да победиме и да се вратиме во АБА елитата. Се почувствува повторно старата убава енергија, весели насмеани лица, неопислива среќа и големо задоволство од она што ни го пружија нашите кошаркари. Веќе следниот ден, во ревијалното финале со Златибор, приметлива беше енергетската исцрпеност, како и тоа дека емотивното празнење во полуфиналето веројатно ќе не чини трофеј. Иако поголемиот минус од првото полувреме успеавме да се вратиме во игра, па дури да поведеме некаде пред крајот, отидовме во продолженија кои не ни беа наклонети. Загубивме со 78-73 и му ја дадовме на Златибор таа пирова победа. Веројатно да беше влогот поголем и крајниот исход ќе беше поинаков, но тоа што беше предвидено беше и остварено, и тоа во еден меч помалку, и никој никому нема што да замери. Тоа што ни остана по влезот во АБА-1 беше финалето на сезоната, разврската во македонскиот шампионат.
Тука бевме главни фаворити и немаше шанса за поправен. Екипата веќе во добра надпреварувачка форма, тренерот со јасни концепти и замисли и навивачите назад на трибините после неколку сезони. Регуларниот дел успеавме да го завршиме на првото место, што ни беше доста битно за да ја имаме предноста на домашниот терен. Во полуфиналето стариот должник ТФТ, кој беше поздравен со лесни 2-0. Вреди да споменеме дека за последниот дел од сезоната добивме уште едно екстра засилување во името на Бре Ајви кој дојде од ФМП Академија и кој по само неколку надпревари се наметна како прв плей на екипата. Смирен, сталожен, одличен техничар со солиден шут. Нешто што ни требаше како вода во пустина. И токму тоа и го добивме. Во финалето веќе беше известно дека ќе се сретнеме со Пелистер. Имаа одлична сезона, иако рака на срце, малку подобар стартен дел отколку завршница. Помалку и се мачаа со Евроникел за да влезат во финалето, но како поквалитетни, тие беа оние што ни ја фрлија ракавицата. Со нив одигравме неколку одлични дуели, имавме 2-2 во домашниот шампионат и победа во АБА-2 лигата. Така што веќе ни беше јасно дека финалната серија нема да биде лесна. А впрочем, и секое финале носи огромен влог. Започнавме одлично со домашен триумф за 1-0. Како и во понатамошниот дел од серијата, доминираше Немања Милошевиќ кој на двете страни од теренот имаше феноменални бројки, но и комплетен учинок. За малку не успеавме да брекнеме на гости за 2-0 и во едно тешко гостување Пелистер по продолжение израмни на 1-1, што на некој начин на серијата само и даде поголем шмек. Тоа беше доволно голем повик за Аеродром да се мобилизира и да даде максимум во облик на поддршка од трибините. Дуелот за 2-1 беше бајка и веројатно најдобрата партија на целата екипа од почетокот на сезоната. Мечот го добивме со 24 разлика, иако реално можеше да биде и многу повеќе. Сите битни играчи се одморија во второто полувреме, што подоцна ни значеше многу во четвртиот и ќе се покаже финален дуел за оваа сезона. Отидовме во битола на Мегдан со намера Македонија да добие првак уште таа вечер. Беше ставено до знаење дека само МЗТ се прашува и дека со нашиот тип на така наречена контролирана кошарка ќе успееме да стигнеме до титулата. Повторно феноменално одигра Немања Милошевиќ со 31 поен и беше прогласен за MVP на финалната серија. Но она што ќе биде неправда ако не го посочиме е дека целокупно како колектив игравме толку добро што Пелистер не знаеше од кого прв да се пази и од каде му го торпедираат кошот. Постпандемиски беше доста тешко да се анимира публиката која се уште кубуреше со недоволен број на информации околу ковид мерките и протоколите. Но за наша среќа и тоа чудо полека но сигурно го надминавме и веќе од нова година па наваму приметлив беше растот на бројот на гледачи на трибините. И тука не зборуваме само за Family Аеродром кои одат во нагорна линија како по бројноста, така и содржината, туку првенствено за сите оние љубители на спортот и кошарката кои се неизоставен дел од МЗТ како приказна во изминативе 50 години. Враќањето на публиката во сала беше и се уште една од главните цели на новата управа и секако не радува што сето тоа оди постепено и природно, а не нагло и усилено. Тоа значи дека сите се тука затоа што го сакаат МЗТ, го почитуваат Аеродром и ја даваат максимално својата поддршка на сите на, но и околу теренот. Веруваме дека и навивачката група ќе биде се подобра и побројна, затоа што нема силен МЗТ без силни Family Аеродром и нема силни Family Аеродром без силен МЗТ. Така ја комплетиравме и оваа сезона. Доста бурна, но која на крајот ни донесе многу среќа и радост. Со уште поголемо нетрпение, би се рекло, она детско и нескриено, ја очекуваме новата, каде што ќе имаме голем број предизвици со старите познаници во АБА-1 лигата, но и во домашниот шампионат, каде што не криеме дека повторно ќе ја нападнеме двојната круна. Но со костурот на домашни играчи, одличниот стручен штаб и работата на сите инстанции во клубот, се наоѓаме во оптимистична ситуација. Полни со елан да настапиме и да го прикажеме клубот во најдобро можно светло. Не радува фактот што има и се повеќе гледачи на трибините и што повеќе од веројатно ќе имаме уште поголема поддршка следната сезона. Ве повикуваме сите во што поголем број да дојдете и да не бодрите во сала.
но и да не следите на социјалните мрежи и медиуми. Но најважно од се, да живеете за плаво-белата боја 365 дена годишно. До смрт, сојем за да Скопје.